За да можат да се зголемат платите на попродуктивните работници за 6 до 10%, Сдруженијето на текстилна индустрија бара од владата во период од 3 години да се плаќаат исти придонеси за исплатени нето плати од 12.000 до 18.000 денари. Законот за зголемувањето на минималецот е практично неприменлив, а од поднесените барања за субвенција за 8.000 работници, Управата за јавни приходи одобрила само за 6.000, иако се очекувало со законот да бидат опфатени 130.000 работници со плата помало од 12.000 денари. Ке нема работодавачот никаков мотив да плаќа во кеш, затоа што придонесот ќе се замрзне на 5.130 динари, колку што изнесуваат придонесите на минималната бруто плата. Во тој случај слободно ќе може на трансакцијска сметка и званично да ги плаќа платите и на вработените кои имаат повисоки плати од 12.000 денари. Барањето се уште не е поднесено до владата, а се уште не се знае ниту дали работниците би се согласиле да имаат пониска идна пензија за да имаат повисока плата сега. Со оваа мерка од Сдруженијето на текстилна индустрија сметаат дека ќе им се олесни работата по покачувањето на минималната плата. Исплата на минималецот од 200 евра е голем товар, посебно затоа што најголем дел од работодавачите не добија субвенции. Некои работодавачи видеа дека тоа е многу малку, значи за многу мал број работници и воопшто не сакаат да поднесат барање. И бројот на работодавачи што поднесува барање на вистина е минимален. Тука може би има влијание и тоа, знаете, нашите работодавачи се плашат од казни, од контроли, па мислат дека некој поднесе барање за таква финансиска помош, дека веднаш ќе му дое контрола, но факт е дека бројот на работниците што ќе искористат финансиска помош ќе биде многу мал. Проценките беа дека минимална плата од 200 евра треба да добијат околу 130.000 работници, а најголем дел од нив вработени во текстилната и кожарската индустрија. Текстилните фабрики вработуваат околу 36.000 работници и за 8 месеци годинава реализирале извоз вреден 380 милиони долари. Поволната економска состојба во Европската унија, пред се во Германија, овозможува компаниите да ги продолжуваат договорите и да ги задржат најзначајните партнери од западноевропските земји, велат од најголемата асоциација на текстилната индустрија во земјава.